Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме паштета од пилешки џигер со мармалад од црвен кромит. Паштета од пилешки џигер е вистински класичен француски рецепт и овде ќе го споиме со сладок мармалад од црвен кромит. Сладко-солена комбинација, толку лесна за подготовка. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 4 главици црвен кромит со средна големина, 1 чаша сладко црвено вино, 2 супени лажици кафеав шеќер, 250 грама пилешки џигер, 2 ловорови листа, 2 чешниња лук, 2 супени лажици бренди, 100 грама путер, сол и бибер и маслиново масло. Време е за сечкање. Прво ќе го исечкаме кромидот за мармаладот. Исечкајте го на кругови или дискови, бидејќи со тоа ќе добиете специјален ефект подоцна кога ќе го сервираме јадењето. Излупете го лукот, но чешнињата оставете ги цели. Време е да го направиме мармаладот. Во тава за пржење ставете маслиново масло, сол и бибер и загреете ја на средна температура. Потоа ставете го кромидот и оставете го да се издинста. По неколку минути додадете го кафеавиот шеќер. Можете да употребите и бел шеќер. Оставете го шеќерот да се стопи и да се измеша со кромидот. Потоа сипете 1 чаша црвено вино. Ви препорачуваме да користите многу сладко вино кое можеби е пресладко за пиење, но е совршено за овој рецепт. Оставете ја смесата да се крчка, се додека испари целиот вишок течност од тавата и кромидот да стане леплив. Сега ќе ја правиме паштетата. Во загреана тава ставете ги кромидот и лукот, а потоа и пилешкиот џигер. Потоа ставете ги ловоровите листови и прелите ги состојките со вода. Оставете ги состојките да се варат и крчкаат неколку минути додека џигерот да омекне, а потоа исцедете ја и водата и, откако ќе ги извадите ловоровите листови, ставете ги состојките во длабок сад. Ставете малку бренди и путер и измешајте со блендер. Време е за сервирање. Јадењето сервирајте го со квалитетен леб. Намачкајте ја паштетата и на крај ставете мармаладот озгор. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!